Владата презема сериозни мерки за подобрување на работењето на Еврокомпозит и исполнување на обврските кон вработените. Проблемите во оваа фабрика не се од сега, тие постојат од пред повеќе години, истакна денеска вице-премиерот задолжен за економски прашања Кочо Андјушев. Одговарајќи на новинарско прашање, истакна дека она што било предложено во однос на вработените во потполност е исполнето. Сега сме во фаза кога преку реструктурирање во стечај ќе гледаме да обезбедиме стратешки инвеститор. Потребна е правна постапка за која треба време. Не можеме да ги заобиколиме законите и процедурите. Во меѓувреме обезбедивме услови Еврокомпозит да работи, рече тој. Фабриката минатата недела испорачала производи во вредност од 9 милиони денари кон Министерството за внатрешни работи, кои треба да бидат примени и преконтролирани, и доколку се биде во ред, Министерството за внатрешни работи ќе задржи дел аванс кој го дал на Еврокомпозит, а дел треба да исплати како обврска кон компанијата за таа да може да продолжи да работи. Вице-премиерот на средбата со новинарите посочи дека електричната енергија во фабриката е исклучена, оти не била плаќана од 2011, 2012 и 2013 година. Тогаш можеше некој да се јави и да нареди струјата да се вклучи без плаќање. Ние како влада, сакајќи да поставиме ред во економијата и транспарентни правила на игра, нема да се служиме со притисок во тој дел. Ќе ги решиме овие ситуации во рамки на законот и економската моќ, изјави вице-премиерот Андјушев.